Еден. За нас делчевци денеска е празник. Ние сме горди на секој инфраструктурен проект кој не поврзува. А кога се градат мостови, буквално стануваме поврзани, поблиски и чекориме без бариери. Од денеска, стариот дел на Делчево е поблиску до централното градско подрачје. Почитувани присутни, овој настан го организираме во вонредни услови. Затоа ве замолувам сите присутни да носите задолжително маски за заштита на лицето и да држите растојание. Посакуваме добре дојде во Делчево на министерот за локална самоуправа во владата на Република Северна Македонија Горан Милевски, директорката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион Драгица Здравева, без чија поддршка уште долго време делчевци ќе ја чекаа изградбата на мостот. Посебна благодарност како граѓани на Делчево оддаваме на нашиот градоначалник Горан Трајковски, кој максимално се вложи за изградбата на овој по многу нешта значаен проект за нас и за остварувањето на децениската желба на нашите сограѓани. Го повикувам градоначалникот на Делчево Горан Трајковски да ви се обрати. Повелете. Почитуван министер Милевски, почитувана директорка Здравева, почитувани гости, драги пријатели. Добре дојдовте во Делчево на скромната свеченост по повод пуштањето во употреба на првиот пешачки мост на река Брегалница во Делчево. Секој од нас има начин да руши или да гради. Мостовите се најдобриот изум на човештвото и тие секогаш поврзуваат. Ние одлучивме да градиме мостови за да поврзуваме, да го олеснуваме пристапот, да рушиме препреки и затоа денеска сум посебно горд, бидејќи со поддршка на пријателите на Делчево, со поддршка на владата предводена од СДСМ, успеавме да остваривме децениска желба на моите сограѓани, да го изградиме првиот пешачки мост на река Брегалница во Делчево. Пешачкиот мост на река Брегалница во Делчево го поврзува стариот со новиот дел на градот, но представува и украс на градот и е дел од туристичкиот пакет на Делчево. Овој мост е прв пешачки мост на река Брегалница во Делчево и од огромно значење за жителите на стариот дел од Делчево, бидејќи составањето во функција на мостот ќе се зголеми безбедноста на пешаците и ќе им биде значително поблиску повеќе институции, како детската градинка, основното училиште Ванчо Прке, јавна локална библиотека, локална самоуправа и новиот градски пазар, кој што ќе започне со изградба во наредните месеци. Изградбата на мостот со години беше ставан како приоритет на граѓаните на форумските сесии, но дури денес тој е реалност. И веруете, нема ништо невозможно кога се има цврсто зацртана цел, да се изгради, да се стави во функција и да им се подари на граѓаните објект кој ќе векува и ќе им служи на генерациите граѓани кои што ќе живеат покрај реката Брегалница во ова убаво наше градче Делчево. Потребна е силна волја и пријатели и влада која се грижи за граѓаните и која ги препознава приоритетите на граѓаните. Денес мостот е реалност, благодарение на поддршката од владата предводена од СДСМ преку Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија, Бирото за регионален развој и Центарот за развој на Источнопланскиот регион, а по програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година и со домаќинско кроење на општинскиот буџет. Вредноста на мостот е 8,2 милиони денари и вредноста на пристапните рампи е 3 милиони денари, купна вредност од 11,2 милиони денари. Од нив 60% се учество од Источнопланскиот регион преку Бирото за регионален развој, а останатите 40% се кофинансирање од општина Делчево. Изградбата на мостот има и дополнителна вредност, бидејќи општина Делчево има дополнителни инвестиции за изградба на пристапни рампи и пристапната улица со која што се поврзуваат локалните институции, а неговата изградба е во рамките на проектот Богатување на туристичката понуда. Мостот е со челична конструкција и е во должина од 60 метри
а распонот е во должина 42 метри. Ширината на пешачката патека е 3 метри. Мостот е целосно осветлен. Ова е капитален проект за Делчево, кој ќе остане да го краси градот, целосно осветлен и пристапен за сите граѓани. Со денешниот настан сакаме да покажеме дека и покрај актуелната здравствена криза и пандемија, реализацијата на капиталните инфраструктурни проекти во Делчево се одвива со засилено темпо. Градежната сезона е во полн ек. Се градат улици во приградската населба Басарица. Се реконструираат и градат голем број на улици во градот Делчево. Се града атмосферска канализација во Милково брдо. Изградивме фекална канализација во село Полето, а продолжуваме со изградба на улици и во Делчево и во селските населби. Мора да истакнам дека во завршна фаза е реализацијата на уште еден приоритет одбран на форумските сесии од граѓаните на општина Делчево, а тоа е изградбата на градска капела која што се гради со сопствени средства од општина Делчево. Градиме по план, решаваме децениски проблеми и испраќаме порака дека сме сериозно посветени да создадеме подобри услови и да го подобриме квалитетот на живот на нашите сограѓани. И благодарам. Благодарам, градоначалник Трајковски. Делчево има многу пријатели кои ги препознаваат приоритетите на граѓаните и даваат поддршка за да се подобри квалитетот на животот на граѓаните. Како дел од источнопланскиот регион, општина Делчево има несебична поддршка од сите општини, посебно од Центарот за развој на источнопланскиот регион. Ја повикувам директорката на Центарот, Драгица Здравева, да ви се обрати. Повелете. Добар ден на сите. Најнапред да го изразам моето огромно задоволство што еве денес во присуство на министерот за локална самоуправа, господинот Горан Милевски, во присуство на градоначалникот на општина Делчево, господинот Горан Трајковски, во присуство на останатите гости, од името на Центарот за развој на Источниот плански регион и вработените, да се заблагодарам уште еднаш за успешно завршената работа во изградба на овој значаен проект за општина Делчево. Се работи за проект, како што веќе спомна и градоначалникот, финансиран од страна на програмата за развој на планските региони за 2080 година, кој што проект беше целосно завршен кон крајот на 2019 година, како прва фаза од севкупниот проект, бидејќи дополнително беа изградени и пристапните рампи. Се надевам дека соработката со општина Делчево ќе продолжи и во наредните години. Меѓутоа, посебно сакам да изразам задоволство што во изградбата на овој значаен линиски објект со фирмата Жикол, компанијата Жикол од Струмица, со вклучувањето на координаторот на проектот господинот Александар Николовски од Центарот за развој на Источниот плански регион, со вклучување на стручните луѓе од општина Делчево, не се појавија никакви проблеми, се почитуваа сите градежни прописи и прописи од областа на земјоделството и инженерство, така да се надевам дека во иднина граѓаните и останатите ќе го користат овој линиски објект, а ние како центар ќе настојуваме со уште дополнителни проекти да помогнеме во развојот на општина Делчево. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, господи Оздравева. Без конкретна финансиска поддршка од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, мостот за Делчевци и понатаму ќе останеше само желба и приоритет на хартија. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски денеска е со нас. Министре, повелете. Јас благодарам и за поканата. Денеска ни се погоди и денот и благодарам и за вашето присуство. Еден од најголемите приоритети или барање кои што ги имаат делчевци во изминатиот период на сите форуми кои што ги организираше Министерството за локална самоуправа или Швајцарската развојна агенција, тоа беше изградбата на овој пешачки мост. Мене ми е мило што денеска сме тука да го ставиме официјално во функција овој мост и што еве една желба на делчевци успеавме да ја реализираме
во мандатот на градоначалникот Трајковски и се разбира во мојот мандат како министер. Денеска тука присутен е и поранешниот министер за земјоделие Лјупчо Николовски. Јас знам дека и Министерството за земјоделие во неговиот мандат преку платежната агенција навистина обезбеди значителни средства за поддршка на селските средини за изградба и реконструкција на патишта. Министерството за локална самоуправа се согласи да се направи овој проект во вредност, како што кажа градоначалникот, од 8 милиони и 200 илјади денари, од кои што 60% ги дадовме ние, 40% ги оддели општина Делчево. И дополнително општината финансира средства за овие пристапни рампи за инвалидни лица, како и патот кој што е асфалтиран и е до овој мост. Јас се надевам дека и во иднина ќе имаме успешна соработка со општина Делчево и со цел источноплански регион. Ние овој период, иако се одзедоа средствата, да речам, заради кризата, успеавме како министерство и како биро да заштедиме над 50 милиони евра и повторно ги инвестиравме во селата и во специфични потреби. Значи, со едно домаќинско работење, го споменав министерот за земјоделие затоа што со сите министри од своите програми, ако инвестираат во одредени подрачја, ќе направиме успех. Еден сам не може ништо да направи, како што не може и градоначалникот сам, но и ние, ако не помогнеше градоначалникот со средства, не беше да бидеме во можност целосно да го isfinansirаме. Значи, со една заедничка работа можеме и во иднина да, јас се надевам и сум убеден дека и после изборите ќе продолжиме за работа. Јас знам дека идат многу убави проекти после изборите. Градоначалникот не сакаше да ги злоупотреби за време на кампања, така да јас знам дека после избори ќе започне изградбата на новиот пазар во Делчево, кој што е навистина еден капитален објект. Она што го видов макетата е навистина одличен и може да се споделува со сите модерни такви пазари кои што се не само во Македонија, туку и во Европа. Јас спомена капелата, добија дополнителни средства за изградба на улици и мислам дека навистина во неговиот мандат ќе направи многу позитивни работи за Делчево, а впрочем овие жители овде тоа и го заслужија. Ви благодарам. Благодарам, министре. Почитувани, ви се заблагодарувам за присуството и ве поканувам